Минатата сабота објавивме дека 6 февруари го прогласуваме за Ден на воздухот. Тоа символично беше, не дека сериозно постои Ден на воздухот. При тоа, ве охрабривме сите да пишувате статуси со хаштагот Ден на воздухот и да ги давате вашите мислења, коментари, предлог решенија за катастрофата во која што сме се подлабоко навлезени. За сите да видат дека ова што се случува секому му пречи. Сакавме свесност, секако не мислевме дека воздухот магично ќе се очисти од некакви си хаштази на интернет. А бога ми, ја постигнавме целта. Немаше ни еден човек кој беше онлайн, а при тоа да не го сретне хаштагот Ден на воздухот, благодарејќи на поддршката од познати личности, компании, организации и најмногу на вас, илјадници наши пријатели, сите вие кои во еден глас кажавте дека сакате промена. Благодарејќи на вас, хаштагот Ден на воздухот беше виден повеќе од 3 милиони пати и тоа само на Инстаграм и Твитер, не на Фејсбук. За Фејсбук за жал нема податоци, но ако го додадеме и него, бројката ќе оди многократно повеќе. Што заклучуваме од тоа? Дека како за ништо друго во држава се обединивме околу оваа акција. Значи секој еден од нас сака многу работи да се променат околу ова прашање. Но сега ќе се поправи времето и смогот малку ќе се крене, а уште поважно ќе се раздрмаат политичките ситуации во држава. Ќе се направи можеби влада, ќе има протести, кавги и никому ни на крај памет нема да му биде оваа тема, иако ние повторно ќе си се гушиме. Досега многумина од нас не беа свесни, но сега се, за тоа колку е потребно да се реагира што поскоро. Ова не смее да се батали. Без разлика на тоа каква влада дошла, каков протест се организира, кој кого плука на телевизија, ние ќе продолжиме да ја држиме темата отворена, ама истото мора да го правиме заедно. Не заборавајте на воздухот. Ве молиме. Сега може да почнеме, има навистина врна епизода со легендите Гоце, Чоре и Ванчо. Ова е новата 1 недела. Гледате 1 на 1 сезона 8. Вечерашни гости Гоце, Чоре и Ванчо. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Здраво, ова е новата епизода од 1 на 1. Апл за Пеперминт! Ана, како е? Много е убаво. Денеска ни се гости Гоце Тодоровски, Ванчо Петрушевски, Благоје Чоревски! Пајак многу ги сака. Имам постери дома, цела соба ми е, цела куќа ми е со постери. Гоце како куца. Над спалната, не, стварно над спалната, сите тројца. Не, фантазија луѓе се и прв пат се во еден така да баш ние кев на сите. Да. Посебно мене ми е многу кев. Посебно на Пајак, аплу за Пајак. Но... Се ближи светиот Валентин. Се ближи и токму поради тоа ние решивме малку да видиме како е Валентин ни светот, значи не само Скопје или Македонија, да видиме нели што се случува, како е Валентин ни светот, да видиме. Валентин, ево го Валентин во Хаваи, Валентин во Ватикан. Да видиме како е Валентин на Амазон, ова е во амазонските шуми, и Валентин во Токио, и Валентин во Скопје. Многу е јако дека цар Валентин пишува доле. Врати го ако сакаш. Врати го. Да, цар Валентин. Вау. И бидејќи е Валентин, многумина ќе треба да имаат нели состаноци, ќе треба да одат на дејтови, ќе треба да нели народски кажано да се пуштаат на спротивниот пол, нели мажите да се пуштаат на жените, така да сега ќе играме една игра. Ќе дадеме рандом познат човек, а јас ќе кажам како тој би се пуштал. Значи да видиме предлог. Александар Маленко. Океј. Маленко. Да, може. Ми личиш на мојата следна бивша жена. Океј, што?
Океј, да видиме кој. Вау. 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 Сигурни сте дека ова сакаме да го правиме? Ај вака. За време на изборите бава 63, ама кога сум со тебе мислам само на 69. Не сме сигурни дека сакаме ова да го правиме. Ајде. Не знаеме што ќе се случува во иднина, не си играјте. Добро, тој би рекол... Ќе ме засакаш само или ќе треба странците да те натерат? Ајде, следен. Може ова. Може. Ој, вака би се пуштил. Здраво, женска. Женска, каде бегаш, бе, женска? Врати се, бе! Абе, имам сайт! Вау, ова е Лила? Лила не треба да се пушта никому. Али добро, ако веќе треба. Лила. Како си кажеш, се или нешто? Вака, Лила вака би се пуштала. Банкарот рече дека следната понуда е една многу згодна водителка. Кажи дали понудата важи. Плюс овде Лила нема што да ми се лути. Супер беше. Одлично. Ајде. Не, Миленко, мислам дека... Миленко вака би се пуштал. Не си бугарски споменик, ама вечера сакам да те демолирам. Ајде, бегај, бе! Ајде, бегај! Не, тој има мобилен. Овде секојаш. Преку глава ми од краватите те посакувам тебе околу мојот врат. Имај милост, Гјоко. Тој људ треба да. Чека, значи, људ. Девојко, може би нема да ти се верува, но ме оставаш без зборови. Доста е. Вау. Но не сите ќе се пуштаат. Бидејќи има луѓе што едноставно не слават Валентајн. Колку од вас не сакаат ништо да имаат во врска со тоа? Кренете рака. Ете, има. Добро, не многу, ама има, дефинитивно. Еден од луѓето кој што не сака да слави Валентајн е Пајак. И Пајак ќе ни ги каже причините зошто да не славиш Валентајн. Ова е топ 10! Значи, топ 10 причини зошто нема да славиш Валентајн. Број 10. Макроекономските движења и проектираниот буџет оваа година не ти даваат дополнителни трошоци за ставката плишано мече и вечера. Зошто нема да славиш Валентајн? Број 9. Па не знаеш со која да славиш, на што татко ти дофрла, не знаеш со која рака. Број 8. Види, вистински маж секој ден ни го прави Валентин на својата. Вау. Добра причина да не славиш Валентин. Број 7. Нема да славиш амерички измислици, само сака да прават пари и празници ќе измислат за тоа, ако треба. Топ 10 причини зашто нема да славиш Валентин, број 6.
Затоа што мотото ти е Fuck Valentine's, give me Valentine's. Зошто нема да славиш Валентайн? Број 5. Имаш сигурна дојава за викендот, така што таму ќе си ги инвестираш парите. Број 4. Имаш 42 години и ти фалат уште 200 евра за невеста од Албанија. Како Валентайн. Топ 10. Зошто нема да славиш Валентайн? Број 3. Имаш сесија во септември, мораш да учиш, човече. Се ближиме до крајот. Топ 10. Зошто нема да славиш Валентайн? Број 2. Кога вакви црни облаци се натежнати на Македонија и со незината судбина се игра геополитичка партија шах, ти да славиш, човече. Дали стварно ти е дојдено да слави, а? Топ 10. Зошто нема да славиш Валентайн? Број 1. Немаш автомобил, а твоите од дома не излегува. Кај да ја носиш? У детската? Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Еве го вице-премиерот Нешевски, еден друг звер. Вице-премиере, како си? Како сум, да, брзај, 20 стигнав, да ти. Сум се успал. Си се успал? Да, бе, да. Зошто брзаш, бе, гледај како е замрзнато надвор, ќе паднеш, ќе се Нема судриш. врска, бе, тоа што е замрзнато. Си возам јас Форт Мондео, бе. Не мрда, ни лизга, брат. Вером, Ништо, дапче отворено да оставам на шал табла, нема капка да Дапче падне. да ставиш вака и да возиш. Дапче, бе, дапче отворено, да го И? отворам. Нема да се истори. Какво исторање, бе, проверена работа. Ти си Мешевски експерт, морам да речам. Зашто? Во ова што го правиш. Него ти си вице-премиер во моментов или не? Мислам вака во времења кога нема влада. Сум, Вау. никој не зна. Не си ласкај, дајде, бегај таму. Вице-премиерот Нешевски, ние се враќаме со Гоце Тодоровски, Ванчо Петришевски и Благоја Чоревски. Get up, stand up. Stand up for your rights. Очекувам да биде убава за фрканција, да речем за ебанција. Јас очекувам да фрли некое бомбиче. Јас очекувам по 100 евра да ни бубне. Па ти многу ефтин си да. Кога сме веќе ке еврата, зашто? I know you don't know. Life's really worth. Драги гледачи, дали знаете што стави во шапката? Мајка ми! Што мајка ми? Оу, извини дечко, мајчин лист. Да, мајчин лист. Сега ќе видите што ќе направиме од овој мајчин лист. Абрача и дабра, ќе го покринам листот со оваа марама и да видиме што ќе излезе. Абрача и дабра, Алкалакс, одличен да ви помогне при стомачни тегови. Значи, цар сум. Get up, stand up. Don't give up, don't give up the Тие се едни од најнаградуваните актери во историјата на македонското актерство. Вистински легенди, живи легенди на македонската театарска, филмска, играна сцена, како сакате, и навистина ми е чест што се тука. Од каде да почнам? Благоја Чоревски, Гоце Тодоровски и Ванчо Петрушевски. Гоце, си се изменил. Здраво, здраво. Аплауз. Слушај, седнете, не знам сега тројца на двосет да не казнуваат, еј. Не собират. Дај ги тие, дај ги. Не, А? Како бе? Дај седни си Ајде. доле, тука седни, дај. Одлично. Оп, добар си. Да седнеш на точак. Како прав господин Чоре. Па добре, ти. Ова е најголем си ти. А кај друго нешто. Ево да ни правиш вака од позади.
Чоре, видете чоре што ми донесе, видете. Значи Чоре доаѓа вика, а повеќе има вакви, не е едно, ама едно покажувам. Вика еве ти. Викам што е бе ова Чоре? Шо е? Ај кажи им бе да не зборам. Жена ми е собирач, као прес-клипинг е жена ми. За сите. За сите сите театри, не за ова, на сите, на Ванчо, на Гоце. Ој, Ево. Гоце. Ти важиш за човек многу не сакаш да одиш по емисии. Не сакам. Вистина. Не сакам. Не сакаш. Абе, сакам додам, ама сакам и да ми платат кога ќе дојдам, нели? Значи вистина било тоа? Па како не? То си Добро. наплаќа. А кога ти се јавија да гостуваш во еден малку трауми на тој букинг агентот што ми е си му оставил. Па викам, кој си бе? Те вика Васко. Кој Васко? Васко, тој вика да гостуваш на ова емисијата 1 врз 7. Не, 1 на 1. Еден врз еден. Викам, сега ли ви текна да не викнете, викам, на емисијата трае 4 години, ги потрошија популарно. Знаеш колку сезони имаме? Стана досадна, дај да дигнеме малце. Ги потрошија популарните, нели? Бега на страна. И сега ние што сме малку популарни, нели? Ај вика да ги викнеме, немаш кого да викнеш, нели? Затоа не викна нас, така? Кој? Па Игор Џамбазов не му доаѓа више. Точно, тоа е веќе нешто, да. Џамбазов ги толку е. А нема кого да викне Игор Џамбазов. Ајде да видиме како почнавте, ќе ве вратам малку назад во времето да се занимавате воопшто со професија. Јас знам дека Ванчо и Чоре немаат упишано ФДУ во Скопје, така? Не. Кај почнавте? У Лондон. Во Софија. Единбург. Ја на кај Лондон, низ Софија и тука Чоре ме сопред. Стои тука. Чега, ма заедно се запишавте? Како другари тргнавте? Не. Јас сум помало од Чоре како што може да примети. Да се примети. А зошто па во Софија, Чоре? Па Немаше академија. Овдека немаше, во Македонија имаше во Србија. Бевме И да сакаш не можеш. Не, бевме во Србија и падаме на режија, бевме сите само Владе Милчин го примија. Ние сите падаме. Сорос ли му помогна? Немам појма. И отиде Диме Станковски таму Ѓорги Стојановски во Софија и јас со нив, кај другарите таму и ти. Он по нив. Ако се врати Диме Станковски, викам Диме како е Софија, ми вика супер е. Иди Чоре е таму. Иди таму е Чоре, супер. Ја отидов Чоре ме дочека, со Чоре цимери, он четврта, јас прва година, затоа викам дека сум помал. Помал. Да, и имав коса тогаш и бев многу поубав од него. Е сега. Аби убав си, сега немој така. Да ме прашам, во академија сте се дружеле на големо убави дружби. Паѓале, мислам дека многу ќе се согласите, повеќе сте се дружеле сега некако глумците кои да нема многу дружба меѓу Па себе. не ги затворија бифињата, немаме бифе кај. Глумците кај се дружат у бифе. У бифе, ракијичка, пивце, Или муаве. у кафич негде. Сега и кафичи ви ги рештат. Во емисијава на Џамбазов. Ете така, има и тоа. Џамбазов е На тука. Кој глумците, беше? основна канцеларија на глумците е бифе. Ние немаме канцеларија. Така е. Кој беше најголем мајстор за, како да ги кажеме, финти? Кога сме кај Џамбазов, он Пренко ги вика. Да? Ти има Кој беше? раскажено? Па пошто он бил тука, ти има раскажено? Има раскажено. Некој, ама вие од малце по да речеме некој Финти постаро време. импровизации за тоа ли? За импровизации, за зезанци, местење. Во викенд на Мртовци. Да. И ја играме многу, 5 минути имавме ние. Молерите. Сател, молерите, 5 минути, а ние го правевме 30-40 минути. Во една представа излегува нашиот драг Ја не колега. играв во представата, Не играв во пошто- представата. Ова е да. многу интересно, слушајте, значи викенд на мртов си представа популарна, што да ви Ванчо кажувам. доаѓа, имаме еден точак уште е таму во Драмски, тој не можеш да го возиш, али со точакот доаѓа и ме прашува, бе мајсторе, шо да купам, шо рече да купам? Пиво, ова. Пиво, кебапчиња, се Тоа беше бурек, интересно зашто до сега Села- немаше, до тогаш немаше некој глумец да влезе кој што не игра у представата, да излезе у да се појави у некоја представа. Значи ти од 300 да речеме колку таму представи викенд на мртов си, у колку се појави така? Минимум 15. Така? Бидејќи ние сме се Ти се често. поклонуваше? Ма искачаш и како Дедо Мраз искачаш. Најинтересно беше, ја не играм у представа, на пример, не играм во Вуво. Добро. И на крај има Ќе заврши сите представата. завршува представата и се појавува сите нешто мафтав, тоа барокна една представа така.
мафтаците и ја у мантил облечен или негде со гоце треба Работнички да идем или и работнички? облечеме. Надвор од И Ја сите. ќе искочам и ја малтом со сите од каде бе ова на сцена. Ама Панчо правел финти и надвор од сцена. Јас имам чуено дека не знам дали ова и порно се гледало во гримиорни. Имавме 2 ленти по ништо ја ги вртеме, се кинеа праја лепи, ама ги пушташ се заебаат. И не ги носам на представа организирани, ние викаме вечер, имаме Јордан Хаджи Константинов Джинот, така. Играше Дарко Дамевски, Стео Спасовски, Крум Стојанов, Нада Нада Гешовска. Абе величини. Сите, и ние, Сериозни ние бевме глумци. млади тогаш, имавме по 25-6 години. И јас го ставам во големата машка гримиорна прожекторот, го пуштам, сите собрани. Значи, и гледаат пориче, пориче прави цело време. А нема тон, нема ништо. Нема тон, само гледаат. Нем порниче. Нем порниче. Ние сите си И у замишляме како темницата у еден момент се отвара вратата вака, Мони Дамевски на Дарко син му. На Дарко, Вика, отвара врата, абе татко ми каже, еј, што правите бе? И застане и он гледа вака. А Дарков внатре? Дарков внатре у темницата не го гледа, пошто он однавре. Едно време се слуша Дарков од позади, вика, Мони, да се договориме, или ти или ја ќе гледаме. Идеме ние, јас бев на одмор во Грција и таму се случи една непријатна работа, ми украдоа чамец и мотор у Грција. Што не е мала работа. Се мислам многу убаво тоа. Моторот беше негов, чамецот не беше и тука беше проблем. Абе, од секој сум викал дека грците... И слушај, ја таму у Грција општа паника, ми Пријави украдоа полиција. моторот, чамецот. Што да правам? У полиција пријавувам, извадија тие Грцијата една тетрадка и ми викаат, види бе колку има украдени ова. Ваши се лопови, тие лопови. Како бе наши? Ваши се вика. И си тргнав, Евхаристо. доаѓам на граница, пријавам, викам да знаете ми украдоа Евхаристо мотор и чамец. поликлиника. Слушај, мотор и чамец ми украдоа. И тие на граница нашите царини се вика, абе наши се тие што ти го украле. Дебе? Еве доаѓам у полиција, пријавувам, викам ми украдоа мотор и чамец у Грција. Вика Ванчо, наши се тие. Само наши краделе у Грција, бе, види. Значи ти више убеден дека Пази, наши се ама тоа се случи 15 август. На 17 август ние треба... 15 септември. Август. Да, на 17 ние Да си гостуваме, знаеш. слушај. И кај одите на 17? На 17 септември ние треба да гостуваме во Дубровник на Дубровачки летни игри со 2 представи. Овие чоре, а со чоре ние другари, нели фамилиарни пријатели, прво на него му кажав дека ми го украдоа чамецот и моторот у Грција. Како бе така ми го украдоа? Да. Овој се јавува од Дубровник кај Ненад Милосавлевиќ. Не, прво кога му реков, Ненаде, има една ујдурма да му направиме напад. Одма! Одма, зашто тој ни Овој прави главен чест. организатор. Одма. И мене ми стасува телеграма таму, стварите од Солун пронајдени, подпис Лидија. Жена Лидија? Лидија, жена ми се вика Лидија, жена. Ја го гледам, На се самарување. наоѓаме во Чамецот Дубровник, е во пронајден, Дубровник. стоп. Слушај, Пентата е пронајдена, стоп. Што да правам? Так, Слушај. Лидија. Лидија. а се наоѓаме 7.000 денара беше една дневница. Добро. Ние бевме 7 Оваа дена, комунистите. 39.000 Така. дневница. Дневница имаш за 7 дена. Така, 40 И дена. слушај се. И мене ми викаат, ела бе да више на телеграма, гледам, стварно. Среќен, што ти Се кажам? наоѓаме на Бабин Кук, така се вика. Што е монденско еден место. монденски- Хотел со 16 звезди. Да, Со колку? едно острово- 16 остров- звезди. 16! Едно острово Монденско, Карши Дубровник острово е и стварите пронајдени од Грција, ја леле, ми дојде вака, а со нас имаше на Лиле Велјанова Фишич, тој беше криминалист во полиција работеше. Викам Фишич, ова телеграма Валидна ли? А и? Валидна е бе, вика, А нема типа на проблем. форензика ја даде одма. Нема проблем. Ало, јас вирка, сите ве частам. Што пиеш? Виски, виски, ова е. А ти шо чоре седиш го гледаш? Слушај, Ќе ова. ти кажам, нека го докаже. Ја и сите доаѓа сендвичи. Наде, Надо! Дади на Наде на жена вика, да Надо, дојди му Риванчо части за чамецот. Марин Бабич некој балерини влечкаше со него. Балерините, 16 балерини да јадат таму. Ови сите ги части.
Добро, и кога Ја го дозна? викам келнерот да платам, гледам пола ги снемуе. Ги така некако... и келнерот го частиш. Бега, и келнерот го частиш. Тотален цех 47.000, значи од 49.000 Таман сите дневници. сите дневници. Супер. Плаќам ја таму, како платев јан за мизе да викам, абе, чекај да идам ја, и со тој, се качувам од тој лифтот, од плажа. Овие нагоре, седат се доле нагоре на одиш. плажа. Оди Оди вака нагоре лифтот, да, лифтот, нагоре. и гледам, овие доле ме гледаат некако вака на... Одам, ало, се јавам на бабата на жена ми, мајка, само викам, бабата да не беше ме добра. бараше Лидија? Не, Лидија си е на работа, бели, нема ве, не те барал. Ме изеде Јанза. И јас со лифтот слегувам, а овие доле 80 души се собрали и викаат на. Чоре, како е поврзан со Игор Џамбазов, знаете? Дека и роднински се. Мој. Петре Прличко е твојку. Петре Прличко е на татко ми и на мајка ми кум. Кум. Така. Сме живееле соба до соба, тогаш така беше во времето, соба до соба на Загребачка. И тебе ти има 12. крстен. Мене ми има крстена, како ми има крстено? Се јавил на стринави. Надо, како се викаше мачтиве? И тамо вика, дебе, Чичко Петре, не знаеш и како се вика? Не, бе, не ми текнува. Благој. Благој че го крсти. Брат ми е Борис на брат му него. Борис. Така. А чекај, ти, тоест како му доаѓа мајката на Игор Анче, ти има венчано. Ме венчала, мене, да. Тоа е како домашен, тоа е закон. Јапла, значи. Закон кума. Абе, кум си е кум, па ја И како кога- сум го венчал кога Гоце дојде- Тодоровски, па јас сум го куме, бе. Ванчо мене ми е кум, Ванчо мене ме венчаше, да сега не беше кумови. Ванчо, ќе бе уште не женет. Ќе си Игор, бе верге. кога дојде во театар, нели, да игра едно друго, го зедовте под закрила вака како по-искусно? Ја го земав најмногу. Ти, а? Не чоре? Не, јас го земав најмногу, со мене многу дружеше. Дружеше со него. Поносеше по град едно друго, кафанчиња, По женски, не А знам. он кога беше мал, беше многу популарен, нели, со Нормално. сериите. После кога се вработи у театар, он и многу малце снимаше и не заработуваше толку. Добро, немало ни бинго, ни ништо такво. Немаше, отпосле му се отвори Он билгото. играше со нас во ова... Чија си? Да, Кој да, други? чија си, ама играше и во овие театарче Левоќуше. Добро играше, Да, ама да, беше играше. така. Ние бе тоа шептен звезди, знаеш, од малце, али беше со нас, нели? И како го носеше па тие, заедно да? искачавме по кафани, по кафичи, ваму, нели? Ама немаше он толку пари, Обучаваш. толку што има јас, нели? И ќе нарачеме се пијачка, Игор седи до мене, он шток, ја шток, си пиеме здраво, ај живели, на здраве. Ја тама ќе направам моје со некој, ќе свртам неговата чаша празна. Он не пиеше, он беше многу брзо пиење. А тој у книга го пиша, да, да. Абе, не знаеш како пиеше, бе, беше слит, диди ти прашак. И па, така па, викам човека, викам, слушај го, ја не можам да те навасам, да те часто, викам, еве ти 100 марки, бе. Викам, на сам да си пие и да ми ги вратиш. И ми ги враќаше за дивно. Ја имам пари, ама овој не. Вика, не можам, викам, сам часто една, две, три, ама брго пиеше, не може да го наваса човек. Ама слушаше вака совети глумачки? Слушаш. Гледаше. За разлика Игор од сега, Џамбазов, млад. ова е не Стоеше сме од го- страна на сцената, све гледаше. Сите Ние додека представи. игравме Браво. представи, Да, Игор, како студент, Да. Клечеше. седеше позади сцена, клекнал доле вака И ја цело гледал време не вака. пратеше. Сите текстови ги знаеше на памет. Па место мене, има 2 пати влезено во Солунски патрди, затоа што ја нешто добив некои проблеми, некои здравствени таму срце мрце и представата вечер закажана, Игор Џамбазов упаѓа цел текст го знае. Немаше текст што не го знаеш. Добра, пример, денеска глумци, гледате некој таков? Да сака да учи, да сака да... Можеш да го видиш, сумѓа. не можеш да го видиш. Не гледаме, не гледаме. Еден има само, има. Владо Дојчиновски, што се учи. Тој со нас приказни еве го сега работи. Значи го одвојуваш вака. Го одвојува. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Ford. Mida Grand Motors. Не, младиве колеги некако не сакаат другите, да знаеш- не сакаат да комуницираат. Не знам зошто. Они мислат дека завршиле академија и дека свршиле работата и дека сите патишта Не, се. не гледале, гледале. Арно, ама тешко дека И на ова сум паѓал во смење, сам ја гледам дома. јас сум Абе, најголемиот ѓаволите. ѓавол, само ја пушам. Абе, Јао, ој, кажи ми, ќе правиш минки, бе. Па
И Ние ги кој правиме, го има ние сами. измислено ѓаволов да е баш ваков? Тука црн, зелен јазик. Идејата беше моја, знаеш, Иванчо тука доста, али идејата беше моја да бидат така направени ѓаволите, црни очи да Овие имаат. рогоите сите јас сум ги. И да се фарбат. Ти ги правиш роговите? Да, Ванчо ги прави роговите. И отиш. Али шмиката остана, тоа е моја идеја за очите и за устата, рече плава зелен, јазикот еднаш дори го фарбам зелен. И така, добра. Да, бе, да. Значи ти им набиваш рогови кога Шеф снимаат. на ѓаволите, ја прв заменик сум. Ама ти си главниот ѓавол, нема збор. Знаете ли колку има снимено македонски приказни? Знаете ли? Ево овој податок, вие кажете дали е вистина или не. Околу 500 епизоди. Преку 500. Преку 500. Ајде да земеме 500 равна Еве бројка. 500 равно, пута пола сат, Тоа му доаѓа 250 сати. 15.000 минути. И па ако ти 250 сати бе, колку филмови се тоа? Речи си цели. Цели филмови. Ма и може да и поише од 11 денови. Да, 24 сати, да кажеш... Значи да гледаш 24 сата приказни, 11, 15. 12 дена, 15 дена ќе ти треба Ма да ти се рачуне следи. ако собереш таму серии што сме работеле. Тоа е Детски башка. серии. А, тоа пати. Знаеш што е Значи нај... 15 дена ако издржи некој дење ноќе да гледа, секој. Еве што е најфрапантно. Тоа се рецимо негде околу 150 филма. Така е, така е. А најголемиот американски глумец нема снимено повеќе од 60 филма. Нема. Значи ја или Вачо сме И тоа е стоеле многу. повеќе пред камера од него. Точно, точно, Па и буквално. Чоре е тука со нас. И Чоре, Чоре. Е, Чоре ти има немој еден да куп се... серии и филм. Абе, тоа се снимаше и имавме и пари вече. Имаше шанса некој друг да е цар освен Ѓорги Колозов, како беше тоа? Додека беше Додека Жив беше, Колозов, да. он си беше... Тоа така и личеше. Како ги поделивте улогиве? Ти ќе бидеш главен ѓавол, ти цар си цело време, Лазе Бараков ќе биде шој. Многу едноставно ништо. беше тоа. Многу едноставно. Штом се појави цар или господ Колозов, се знае дека... Или главен Точно. или чорбаџија. И сега Господ си го зеба него на крају крајава. Нека му е лесно земате, после јас се Али здебелив. Колозов е... Јас се А, и ти здебелив почна после, и а? почнав ја да ги играм царевите и Пошто најголем, да, бе, да. Најинтересното доаѓа по рекламите. Денеска во Ватикан, папата му даде благослов на... И сега треба да одберат. Имам јас. Имаш? Ајде, постави го. На Али Ахмети. Добро, че. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Мелодија на вкусови од супите на витаминка. Вистинско уживање од млекара Јока. Највкусната павлака Јока, создадена од 100% природно млеко, за вас и вашето семејство. Размислувај природно, храни се здраво. Млекара Јока.
memories you want to keep, the lighter you need to be. And you, how far would you go? Travel lighter to go further with Be Light by Samsonite. Најдоброто место за вашето здравје, Маврово, ве повикува на сонце и чист воздух, на дружење и смеа, на топол камин и планинска идила во хотелите Бистра, Спорт и Лодж, со почетна цена од само 25 евра по лице. Маврово за големи и мали. Ве очекуваме. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Сега ќе тестирам колку работи можеш да купиш на интернет за 30 секунди. Старт! Пица, кулен и нарачано. Книги, 1, 2, 3, сево кошничка, платено. Авионски билет, опа, попуст. Име, жаре, багаж, куфер и пол, платено. Хотел, 4 дена, соба со поглед, нормално, опа, букирано. Карта за концерт, може, готово. Сметки, вода, струја, кајте, телефон, платено. Јакна, да, DVD обавезно, ранес, блендер, саат, таблет, патики, апарат, топка за пилатес, јес! Бе, топка за пилатес купив? Зошто ја сакам мојата Ford Fiesta? Па ми ги чита SMS пораките, додека одам на седница или пак на снимање. Fiesta, дај прочитај ми нека SMS порака. Ало, не се си. Спас се. Јас купив Ford Escort со женски оркестар. За една година. За една година. Во тоа време. Знаеш театарот колку заработи за една година со женски оркестар? Ево добро, хит. Шо хит не избрка. Не избрка. Јас директор на театарот сум. Како може? А како стигна ваква тоа? представа? Даден И како стигна? А шо ви рекол, зошто, како? Не ни кажа, јас извадив материјал, 80.000 марки во тоа време. 86.000 марки. Или 6, не знам. Го оставивме на театарот. Да. Не, па нашиот пат не беше толку весел. Ние имаме и такви моменти кај што сме се мачеле. Имаме моменти кога Гоце игра во ревизор. Јас го нудам као со цигари пури имам. Чекај, ревизор ти имаш на сцена пура. Човек игра ревизорот, а јас играм инспектор на училиштата на таа губернија. И ста доаѓа ревизор, руската ситуација, страф и трепет. Руска ситуација. Руска ситуација убава. Кратка кошуља со били рукави. Кога доаѓа ко Путин да доаѓа, знаеш. И сега да испитам како оди работат и ми дава пура, нели? Да. Да запалам пура. А шо беше, до вистинска беше? Не, пошто театар е да дава едни вафли. Вафли, вака, беа личеа на пура, знаеш. Да, добро. Ја пошто не знам што да пам, ја јадам. Так, ќе изедам вафла. Добро, ама таква е представата. Таква е представа. Не, он си ја направи стално имаше аплауз на. Да. А тебе ти текна да видам? Да. Демек не знам што да пам. И едно време он место вафл донесе права пура. Па нешто погрозно нема во животот. Ама ја изедем. И правата пура, кац, кој на црта филм. И ми се напуни устата со дробен тутун. Кога пумна еден облак од тутун кој иде, а устата горчлива, не знам. Само тогаш те се Не, имаше еднаш извадија тоа благото од вафлата благо и ставија табаското од лютиот тој сос.
И ја така. Устата пламен. Абе, што сте му правили на човекот, бе? Па мора да излезе. Тоа беше живо у театарот. Престанавме тогаш, еднаш направија, не знам кој, јас се сомневам на него, ама не верувам дека до толку. Ајде. Шајки, нели има тие 10 колкави се и таква стави. Јас ја видов. Зашо ненормална беше тоа фрондито. А да, и Шајки. И од тога забранив да се И Шајки имаше, прават ја такви осети Шајката, така да Не ја излезе. Не, пола после извадив шајката, вика види што става. Види што стават во пурите. Абе шо луѓе ти шајката, ти Ванчо у кој филм јадеше стакло? Тоа во она серијата за Трс вија Скопје. Таму за снимање по Ѓорчев викам бе со чаша, јаде чаша по сценарио, тој пијан. Вика, што правиме? Нема проблем, ќе ти направиме таква чаша од шеќер, од шеќер. Да. Нема проблем. Ние имавме некој проби од театар, не знам што беше. У 12 сат на снимање на треска. Чаша, Боби, најдовте? Па не најдовме. Па што да правиме? Па најди ти некоја чаша. И Краб го држеше бифето кај нас, викам Краб, дај да одберам некоја чаша, одберам најтенката, викам ова се што ќе биде. Како ги бираше бе да не ги лижнуваш? Абе гледам значи на звук. И отидов јас со чаша да викам ова еднаш се снима, дубал нема, пошто втор пат чаша не јадам. Пошто болница ќе Не, и тоа има во устата ставено тоа за крв, нели? Капсула она. Капсула. И ја почна сцената, ја терам, снима. Чашата стварно е зедов. Крв автентично потече. Сите мислеа дека јас сум повреден додека се снимаше тоа. И на крај на сцената имам кај што паѓам, ми остана само дното од чашата во раката. И со него како шудри во една столица долу и ова цела рака и секој. Устата не ја расекој. А уметноста бара жртви. Да ја кажам анекдотата за Среќа Нова 49-та со овој големиот турски глумец. Светозар, како беше Светозар? Цветковиќ. Он игра главна улога, ја играм негов прв другар. Така. Во Среќа Нова 49-та со Месо Јовановски. Извини, Пиги, морално беше тоа мојата. Така, да. И сценава е следна. Јас овој вежба нешто прави склекови, ја му бројам и треба да дојде Перо Асовски, он беше другата банда да му донесе пеницилини и он како прави склекови, ја треба да мочам. Значи, оленат, ја са камерата ваму и сега треба да мочам. Таква беше сценариото. И викам, бројам 71, 72. А мочањево право? Мочам право, пошто немаше тие пумпи, нели? Претходно испив едно 3 кила вода, кисела вода и мочам се на. И викам, ќе ти пукне срцето, викам, престани. Неш, умеѓу време доаѓато. Арно, ама, за да биде сцената пуна, видо една джукела куче тука, вика, ајде да ми пуни кадарот, вика, врете му парчиња кубасици на кучето, вика, да се бува тука, знаеш. И јас се мочам вака фино, и ќе ти пукне срцето, и тоа кучето помина покрај мене, јас така да одам, сега може... И го измочав кучето, случајно. Ама и тоа бајге, па гушерав маце, знаеш. И нарочно ова кучево за Белја, како овој праеше склекови, кучето му помина тука. Ај! Срипа овој. Ба стоп, каже, ба стоп, ба што пишеш по псу? Ко ти е рекол, па... Значи, нервирање, знao. Да, викам, што се тераш, викам, будало, што те, викам, пошто глумец бил главно... Не да пишам. Па што нисам ја... Па пиши на мајка ти писмо една. Па викам, не му реков да кучето да помине тука. Од кај да знам дека ќе ти помине тука. И прекина снимањето. Јас се кажам, вика, режисерот, вика, немој, остај го сега. Тебе толку многу да за прекинување, Ама не, он прекина са, не. Ајде, ништо нема везе, ајде сниме, пак спремите го, не може, викам. Нема мочка, викам. Ајде сега. И одма дај вода ваму таму, јас си пијам кисела вода, си уживам, едно сонце 40 степени. Ајде бе, гоце, немам, викам шо. Че чекате, викам. После до сат, викам, мај може се. И му вика, ако помине кучето, немој да го добро, викам, не го мочам. Да, да му се мочам на кучето. Си подадовте рака. Сега, кога сме кај кучето и кога сме кај кучиња,
некој чува кучиња, ти мачка едно време чуваше. Кој едно време? Да, секогаш имам две мачки. Добро. Ali jedna mi je legendarna mačka. 20 кусур години што имаше. 22 години, тоа е за Вогинис. 22 Не се години. десило, ја не сум слушал дека ја не сум никој не ми верува како е. Ја тачно знам кога е По донесол. мачкини години 200 имало онага. Пута 7. Кој знае? Абе 140 година. Метузалем. Абе мачки знаеме. Абе многу беше интересно, значи толку старена како стар човек, дури почна да криви, да знаеш како полека и криви. Абе ја болат кукови, све болат, ја што не правам. И јади буре гледам. Од два чека еден на еден. Многу стара. А знаеш ли некој или било кој море Ванчо знае, сори. Ај тебе не те прашам. Волк да чува некој, знаете? Волк. 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 А, ја реков вол. Ти, Ванчо, знаеш некој волк да чува? Имам ја еден пријател, ја знам двајца што чуваат волци. Добро. Еден е од Тетово, а другиот е од Скопје, ама има во Кавадарци ловиште и во ловиштето има од младо го чува волчи заедно со кучето, нели? Како се вика човеков? Тони се вика, а овој од Тетово се вика Гоце. Гоце, зафировски да не. А јас знам еден што чува јагне, да ги споиме. Епа, ствари изненадувањето е дека Гоце е всушност тука. Ајде Гоце! Гледате Еден на еден сезона 8. Овозможено од Стопанска банка. Плаќај онлайн, брзо, лесно и сигурно. Абе како го галиш бе? Ај. Абе немој види го волке. Ја запеам една песна. Од кога ти е дома? 8 месечно моментално. 8 месеци е толка. Да, сега Поголем од мене. А од кога ти е дома? Од 2,5 месеца негде. Има име? Да, Тара се вика, Тара. Тара. Да. И убаво, документација убаво, одлично. А чекај се, искрено, има ли некој законски пречки човек да чува волк? Си се распрашал, си видел? Да, за див. Ако го фатите од дивина, да, има. А, така. Меѓутоа ова е донесена, родителите незини од Италија, од Милано са купени. значи Регистрирана од гледувачница со 3 месечна обука. Со сите прописи си. Се прописи со документација. На кој начин се разликува од куче, пример? Освен што е волк. Мирис, нела е. Да, нела е. Леле Милина. Не знае азбука, не знае. Кога иде право, не може право само да иде. Мора цик-цак да иде. Ајде, а тоа од каде е еволутивно нешто? Инстинктот тој. Ајде. За да не го погодиш, бе, цик бега. Нон-стоп иде. Ја. А добро, пример, би ја парел некогаш, не знам како оди. Годинава не планира. Не, а? Не. Кој ќе ја париш, викне ме мене. Да гледам. Слушај, а црвенка па кај да не изеде? Слушај, јас имам, значи, Гоце има 2 мачиња, јас имам 3 мачиња. Имам 2 кучки и 2 мали кученца. Сега ти види зашто куче, ова, мислам, волчево со мене. Кај мене е зоолошка градина, да. А знае ли да завива на вечер и на сабајле? Знае бе. Не знае, само не знае да завива. Па што не го научи? Ако слушне звук на биење, Одма на... А, така. Добро, значи немојте да завивате, ве молам никого. На месечина, никако не. Дара, ела. Гоце? Кажи. Ела. Вака сега јас, не ти бе Гоце. Шо? Ти. Другиот Гоце. Гоце, вака, Good Nature, значи за дома за тука ли ти сте дечињата? Дојдете и вие да ве видиме. Дојдете и вие да ве видиме. Значи, еве ги. Еве една фотка тука да направиме. Се ракаме ние тука со Гоце Чоре и Ванчо играме играта Безобразни карти. Да, ова е играта Безобразни карти, оди вака. Јас излекувам, значи, една фраза која што тие треба да ја пополнат со нивните фрази што ги имаат тука и треба да биде најсмешно нешто. Еве сега ќе ви текне за што станува збор. Сечи. Сечи, кој сече? Ето така, добро. Вели вака. Денеска во Ватикан папата му даде благослов на... И сега треба да одберат. Да. Имам јас. Имаш? Ајде, постави го. На Али Ахмети. Добро, добро. Чекај. Денеска во Ватикан папата му даде благослов на... Миле Паника. А, добро. Денеска во Ватикан папата му даде благослов на... Имам некој... Немаш име? Не, сега најдеш. Копијето на Александар Македонски. Не ти е лошо.
Што мислиме? Миле Паника, Али Ахмети или копјата? Али Ахмети, ти имаш бод, готово, одиме далje. 10 евра. 10 Сечи. евра. 10 евра. Ајде да видиме. Следното е, кликнете овде за да го зголемите вашиот пенис со помош на... Бурек со месо. Чекај. Со помош на... Ракија. Добро. И со помош на... Турска серија. Кај не годи. Кај не годи. Кај не годи. Слушај, ова ради на синхронизирање, што направите? Сечи, ајде ти. Ние сме мајстори за тоа, искрено ќе ти кажам. И ја ќе ти потврдам. Вака вика, експертите предупредуваат. Ова лето избегнувајте полнети пиперки. Добро. 13-та плата. Баш треба. Ова знам кој експерти се. И јадење бурек. И тоа може. И тоа може. Опсеа ја сечам. Баба Рада препорачува. Конзумирајте што? За среќа во домот. Конзумирајте смоки. За среќа во домот. Конзумирајте македонски политичари. Опа! Мислам дека го имаме победникот. Ај, чекај. Баба Рада препорачува. Конзумирајте Сензуалниот глас на Валентин Николовски. Опа! Гоце Цоре Иванчов! Ова беше безобразни карти. За крај, кажи ми ја приказната, дали е вистина? Ти и Иванчо се возите во кола на семафор. Ау, да. Вистина е? Вистина. Па кажи им тогаш, тоа нека биде да финиш. Не знае Иванчо кој што е тоа. Значи на семафор се возиме. Што инса на семафор нормално ромчиња мали и просат, знаеш. И кај мене. Абе чичко, немам ситно, викам се трни се Ванчо ќе дојде бе, јас ќе ти дам, а рече од тебе не зијаме. Ванчо, зашто ме не ти си рече наш. Ти се погодија че еве ти. Слушај, ова е вистина, тоа едно девојче. Вика, ти не треба да даеш. Зашто? Не, ослободи као на рампови што Така? не треба ти. Еве за тебе тогаш тоа, еве има и уште едно витаминка чоре и плюс Јас ви сум по даваме. витамините. Ова е витаминка. Хотел Гогов у Пекчево викенд за двајца да си одите таму да си одите со сопругите. Јас сум гоце да идам. Двајца по двајца, ама не сите. Ја и Ванчо ќе одиме. Така. Само што ова да го кажам за на крај, нели сај време на овие не демонстрации туку на протестни. И протестираат ромите. Зашто бе шове да нема више кружни текови? Кажи Ванчо, зашто да нема кружни текови у Скопје Па више? не можеме, вика, цел ден трчаме у круг, никој не парла. Гоце Тодоровски, Ванчо Петрушевски, Благоје Цоревски беа ова. Ова минута се јавам. Тука со нас е Мешевски и Ива. Здраво, да. Здраво, Ива. Здраво, Жаре. Ива, треба да ја слушате на радио. Точно, 97,3 од понеделник до петок од 14 часот. И не само тоа радио, и многу други. И цела Македонија, во која што морам да кажам дека Жаре ни беше спешал гест во шоуто на Тик-так Ива, што иде низ цела држава. Не, Мешевски ќе биде. Не очекувам вака да се треба да најавам, да. Ива, играме вистински или лажни изјави од Мешевски. Добро. Тоа е тоа. Океј. Значи, доколку ако сакаш, мислам онака да го погледнеш за да видиш дали слободно можеш тоа да го правиш, значи, да. Да видиме изјава од Мешевски. Ја знаеш она плавано од месен комитет што е од кај нас. Го кажал или не? Го кажал. Го кажал? Мислиш дека го кажал? Па да Да видиме. Плаван од месен комитет, од партија што е Океј, го кажа, да. Се црвени малце. Што ги рече жена видео. Точно. Да видиме следна изјава од Мешевски. Не грешам јас никогаш, се викам Мешевски, а не Грешевски. Ова сигурно, го има кажа. Ти личи на Мешевски кога да го кажал ова? Ај не го има кажано. Оп, чекај. Имам право да се размислам. 3 пати. Ај го нема кажа. Конечен одговор. Сигурна си? 100%. Го нема кажано. Да видиме. Ау! Го владееш Мешевски. Мој фан бе.
Една од нештата кои што човек никогаш не би сакал да ги владее е Мешевски. Да видиме. Изјавата е, ако не е така, ја Мешевски да не се викам. Или Презион, беше. Не го кажа. Мешевски не е толку смотан. Не е до толку. До толку не е. Да видиме? Нормално! Вистинско владение на Мешевски! Ива, да си ја слушате шоуто на Тик-так и Ива. Така, И Жаре каде тој е пак 97,3. на гости, да. Да. Овие се најголемите легенди што ја ги познавам, кои што сум израснал, кои што биле дел од мојот живот на сите можни начини и би сакал еднаш, ова не сум го направил никад во ни една емисија, ќе го оставам микрофонов за ова. Добро, окей. Кај оди? Оп, да видиме. И Пајак се потворува. Сега јас со тебе. Сега и пак. Одговори ме. Одлично, неверојатно добро. Мислам дека дури и кратко ни беше времето, можеме ние имаме приказ на 24 сата. Ја да ти кажам право, толку добро се чувствуваш да и утре да ме покани, па ќе гостувам ова емисија. Многу интересна емисија, многу гледана и баш ме драго што не покани. Жаре е одличен водител, одличен. Одлично.